Почитувани гледачи, добредојдовте во новиот неделен микс. И овој викенд ви подготвивме многу содржини, многу гости, теми, актуелности, сето она што верувам дека ова попладне ќе ви го разубави. И како моја прва тема денеска е темата филм. Имено од 2 до 9 јуни ќе се одржи Филозофскиот филмски фестивал. За целиот фестивал, програмата, работилниците, наградите ќе разговарам во продолжение со директорката на фестивалот Ана Дишлеска-Митова. Ана, добре дојдовте во неделен микс. Добро ве најдов, Марија. Благодарам на поканата. Како сте се подготвувате еве уште малку неколку дена до почетокот на фестивалот? Да, интензивни подготовки, веќе уште една недела практично станува до фестивалот, како што вие напоменавте, фестивалот се случува од 2 до 9 јуни. Веќе традиционално последниве години не само и со ковид пандемијата, некако од пролетен фестивал станавме рано летен фестивал, така да речем, така што сега сме баш во оној период на најинтензивни продукциски подготовки за почетокот на фестивалот. Она што интересно е што овој фестивал е некако редок во светот, односно филозофски фестивал. Може да се каже дека ние сме едни од поредките кои што го имаат. Да, ваков тип на фестивали, мислам дека пред неколку години правевме едно такво истражување, имаше некој 4-5 во светот, од кои што сега сме можеби само 2 или 3, но Филозофскиот филмски фестивал е единствениот кој што има и оваа димензија на вистински филмски фестивал и со компетитивна програма и со истражување на современа филмска продукција низ овој ракурс што нас не интересира. Така што сме едни од ретките и ова е она баш на англиски што би го нарекле ниш филм фестивал, значи доста специфичен, уникатен филмски фестивал кој што некако функционира во овој меѓупростор на двонасочни истражување на филозофијата и на филмот. И токму тоа е интересното, бидејќи филмски фестивали има многу и филмови уште толку повеќе. Секоја година има извонредна филмска продукција и можете да најдете голем број на филмски остварувања кои што се вредни да се програмираат и да стигнат до публиката. А со Филозофскиот филмски фестивал правиме нешто малку поинакво, бидејќи покрај филмски фестивал и трансдисциплинарен проект, па тука вклучуваме и многу различни аспекти покрај она што е филмска програма, едукативна програма, конференција, издаваштво и многу други работи. Баш убаво. Еве, ајде од каде да тргнеме? Ајде да тргнеме од максимата на фестивалот, а тоа е се е филм во множина. Да. И некако од аспект на синтакса повторува една Годарова постапка, односно брзиот и неочекуван монтажен засек. Еве има и запирка во вашата максима. Ајде малку да го објасниме овој концепт. Тоа беше едно мало поигрување со Годар. Годар оваа година некако природно се наметна како една тема или едно срце на годинешниот фестивал или еден начин да му го посветиме ова издание и да му се заблагодариме за се она што со што не задолжи практично во филмската уметност. И не само поради тоа што Годар почина, како што знаеме минатата година, туку затоа што тоа е еден од тие ретки луѓе во филмската историја кој што не може да не го знаете. Дури да сте ги погледнале филмски дела како Breathless или Да се живее свој живот, Vivre sa vie, тоа се филмови кои што се дел од речникот на секој синефилм, но има и ваков тип на дела како на пример историите на филмот кои што ќе имаме уникатна прилика да ги погледнеме во Македонија на големото платно заедно со кинотеката и кои што се од поексперименталните филмски остварувања на Годар. Не е можеби за секоја или за поширока публика, но се буквално мали, ретки задоволства, синефилски задоволства кои што нашата публика за прв пат има можност да ги погледне на големото платно. И така некако се роди идејата и зошто овој фокус Годар и зошто се е филм во множина. Годар е човек кој што постојано се запрашува и рефлектира за самата филмска уметност, за нејзината природа и суштина, особено во неговите подоцнежни филмски дела, постојано е во тој еден диалог со самиот себе си. И оттука се е филм во множина, на некој начин едно поигрување со Годар и навраќање на некој од овие поекспериментални дела од творештвото на Годар, кои што не сме имале прилика да ги погледнеме во Македонија. И еве сега ќе имаме можност. Да. Што е одлично. Во однос на локациите, доста интересни локации се во
да кажам, игра, односно каде ќе се одржува фестивалот, кинотека, музеј на современа уметност, младински културен центар и имате исто така и онлайн проекции. Да, значи станува збор за програма, иако ние сме доста мал фестивал, да речеме, во нашиот екосистем на фестивали во Македонија. Амбициозни сме, имаме интересна програма, мислам и се надевам дека ќе се допадне на публиката, но нашето јадро е секогаш кинотеката, тоа е местото каде што практично почна или продолжи фестивалот по оние први средби на Филозофскиот факултет во Скопје. Значи, воглавно проекциите на главната програма од 2 до 9 јуни ќе бидат во кинотечната сала и во летното кино Мирно лето, во дворот на кинотеката. Во МКЦ имавме нешто од едукативната програма, во Музеот на современа уметност беше она проекција во најава на фестивалот која што беше врзана со фокусот Годар. Така што има малку диверзитет во однос на она што сакаме да понудиме и каде сакаме да донесеме публиката во Скопје, но сепак традиционално кинотеката останува она што е срце на фестивалот. И не само поради тоа што и кинотеката и фестивалот се заинтересирана повеќе за оној аспект на филмска едукација, филмска писменост, навраќање кон исто филмски класици и класични филмски дела, да. И тоа е она што никако вашиот фестивал е, да кажам, поразличен, затоа што вие секогаш нудите и модерни, нови филмови, современи, но секогаш се враќате кон класиката. Да, тоа е практично концептот на фестивалот, значи ги имаме компетитивните програми, нешто кое што ќе го најдете веројатно на секој филмски фестивал, со тоа што овдека покрај оној естетски, како да кажем, принцип или во селекцијата на филмовите го имаме и таа филозофска податливост или релевантност, нешто што нас ни е битно за овие истражувања од ракурс на филм философија, но од друга страна имаме оваа ревијална програма филм философија. Оваа година ќе имаме неколку филмови тука од 60-тите и 70-тите, но исто така и едно современо македонско филмско остварување кое што ќе биде македонска премиера. Може да зборуваме малку подоцна за него, но тоа се филмови кои што сметаме дека е вредно да се навратиме на нив, дури и да сме ги погледнале, и секогаш е во комуникација и во диалог со професори или истражувачи од областа на филозофијата, на хуманистиката, на филмската теорија, на естетиката на филмот или филмски критичари кои што нудат едно свежо препрочитување од нивна перспектива на овие филмови и на еден начин ја провоцираат публиката за дискусија. И досега барем се покажа интересно како концепт, бидејќи Q&A нели со режисери, секако тоа е нели основа на филмските фестивали, но едно вакво проширување и теориско истражување или информирање на самата филмска уметност е нешто што е новум или што е поинакво за Филозофскиот филмски фестивал. И еве, Ана, вие сте веќе 13 години застапени. Овој фестивал постои 13 години. Како сте задоволни од целиот тек на од почетоците до сега, како се одвива патот на овој фестивал? Долг пат е, затоа што кога се почнува со една мала иницијатива која што почнува буквално само од љубов и ентузијазам, а ние почнавме како студенти. Мислам дека тоа веројатно дел од македонската публика го знае, бевме студенти на Институтот за филозофија на Филозофскиот факултет во Скопје, љубители на филмот. И сакавме некако да се дружиме преку уметноста и да зборуваме и за филозофијата, но на еден понепосреден начин. И филмот беше тоа нешто што не спојуваше сите. Низ годиниве фестивалот порасна. Оваа година сме во 13-тото издание, од 2017 како интернационален фестивал. Фестивалот се развива во однос на она што е тим и луѓе кои што се зад фестивалот секоја година расте, и сум благодарна на сите луѓе кои што помагаат овој фестивал да се случува, но секако функционираме во услови кои што се честопати тешки, комплицирани поради сето она што е нели поддршка и институционална во Македонија, така што има предизвици, има многу и секогаш сме некако на работ, ќе не биде или нема да не биде, но некако тврдоглаво еве и после 13 години се обидуваме да ги правиме работите најпрофесионално што можеме, без разлика на она што ни го дава контекстот понекогаш тука. Да, не се откажувајте, има публика која што сака да доаѓа и гледа. Еве, пред малку помина и постерот во инсертите. Чива е идејата за постерот, кој го изработи?
Постерот е на Катерина Теринковска, тоа е наша драга колешка која што со години веќе соработуваме токму на визуелното решение на фестивалот и секогаш е во взаемна соработка, бидејќи се почнува токму од таа идеја за максимата или она што ќе ни биде јадро на интерес за наредното издание на фестивалот и почнува еден брейнсторминг кој што понекогаш трае дури 2 месеци од преписки, пораки, можеби во оваа насока, можеби во другата и на крај еве излезе нешто што нас барем многу ни се допаѓа, се надевам и на публиката, значи Годар со една од неговите музи Себерг, Жан Себерг, која што е во него и мислам дека ја отсликува и таа димензија на Годар, она што сакаме ние да го истражиме и преку историите на филмот и неколку други елементи во оваа трансверзална програма, меѓу кои и сесијата посветена во конференцијата, но и нешто што е блиско на фестивалот и на нашиот сензибилитет во истражувањето на филмската уметност. Одлично, навистина делува феноменално. Ана, еве, спомнавме отприлика кои сегменти ќе ги има вашата богата филмска програма годинава, но ајде еве, ако пропуштивме некој, значи ревиалната програма уфаќа филм философија, официјална селекција на долгометражни филмови, официјална селекција на краткометражни филмови, втора интернационална конференција филозофија и филм, едукативна програма и придружна програма со фокусот на Годар во 2023-та. Навистина има многу. Сега нема ние да навлегуваме детално, нели, кој ден што ќе се случува, тоа можат гледачите и на социјалните мрежи да се информираат. Претпоставувам, нели така? Да, секако. Но ајде еве, ако имаш ти нешто да дополниш околу самите сегменти, ако не да се префрлиме на наградите. Па јас можеби би направила неколку хайлайтс од она што е филмска програма или еве нешто што можеби ќе им даде некоја нишка како да го следат или да откриваат програмата на фестивалот вашите гледачи. Слободно, да. Она што оваа година веќе го маркира фестивалот, ако одиме од првите денови, е отварањето на фестивалот кој што ќе биде со македонската премиера на Некрстени денови или Ballad of PRG во оригиналниот наслов. Станува збор за најновиот филм на Иво Трајков, нашиот режисер кој што го знаеме од големата вода, Медена ноќ. Тоа е едно големо режисерско име кај нас кој што веќе со години живе и предава исто така во Прага на едно од старите филмски академии во светот на ФАМУ и кој што ни ја даде честа оваа година на отварањето на филозофскиот филмски фестивал да го имаме токму неговото последно филмско дело. Некрстени денови станува збор за чешко-словачко-македонска копродукција, која што ќе ја прикажаме за време на отварањето на фестивалот по една убава музичка увертира на Букршлиев и на Мирчевска кој што ќе импровизираат врз база на Колтрейн. Тоа е една од овие хайлайтс кои што би сакала да ги извојам, бидејќи станува збор сепак за македонски филм, македонска премиера, а покрај во ревиалната програма е дел и од компетитивната програма и ќе се бори за Златниот буф на филозофскиот филмски фестивал. Оваа година исто е многу интересно и нас не радува многу како тим, но и како организатори на фестивалот, што Кшиштоф Зануси, еден од најголемите современи полски режисери, ја прифати нашата покана да дојде во Скопје. Станува збор за еден од челниците на полската кинематографија, кој што беше во Македонија, мислам дека 2011 во кинотеката. Оваа година во контекст на овој фестивал ќе го представи неговиот најнов филм Совршен број и станува стварно збор за едно исклучително име од областа на филмот, еден од најголемите режисери кои што се уште работат и творат и ќе биде една убава прилика да се сретнеме со него и во Македонија, она што е еден интересен куриозитет за Зануси, што веројатно многуми на него знаат, покрај филмот тој има студирано и физика и филозофија на Жагалонскиот универзитет, значи пред да замине на Лоќ да заврши филмската академија. Така што секогаш осцилира околу овие метафизички прашања и теми и токму овој филм кој што ќе го имаме на 8 јуни ќе зборува за таа тематика. Од другите можеби делови од филмската програма, можеби 2 или 3 кои што би сакала да ги истакнам на македонската публика. Во рамките на ревиалната програма ќе имаме и ФФ диалог со Милчо Манчевски и со Затко Ѓелески, токму на едно дело на Полански, на Станарот. Дело кое што веројатно повеќето од нас го знаат, но ќе биде убаво еве да се препрочита заедно со Манчевски.
ќе го имаме Туки Буки на сенегалскиот режисер Джибрил Диоп Мамбети, кој што е еден од најпознатите режисери од африканскиот континент и станува збор за еден филм кој што е во топ 100 на Sight and Sound, но афричката кинематографија за жал не ја знаеме доволно. Да, точно. И навистина би сакала еве да ја упатам македонската публика да го видиме овој филм, а воедно еве кога зборуваме за Годар, за Мамбети велат дека е токму афричкиот Годар, он е инспириран од францускиот Нов Бран и работи во периодот на 70-тите, така што ќе биде еве убаво откритие. Покрај секако сето она што е во компетитивната програмата. Многу убаво ни објасни мене на гледачите и многу има за секого по нешто. Буквално може да научиме многу, како што спомна и ви, за африканската кинематографија, за полската, нашата секако нешто плюс да дознаеме. Прекрасно. Овој фестивал на вистина веќе си го завзема стабилно своето место помеѓу другите филмски фестивали. Се надеваме. Еве, доделувате и награди, и тоа награда Златен був за најдобар долгометражен филм од страна на стручното жири и од публиката, и 2 награди Златен був за најдобар краткометражен филм од страна на стручното жири и публиката, и специјално признание Стефан Сидовски Сидо, што се состои од плакета и уметничка слика, подарок од уметницата Сонја Чингарова Фотева. Да, ова е токму оној дел на компетитивната програма или баш филмско-фестивалскиот, да речеме, сегмент на фестивалот. И оваа година сме навистина радосни што имавме можност да избереме меѓу извонредни филмски остварувања, кои што сите се македонски премиери. Некрстени денови веќе го споменавме, она што е интересно исто за селекцијата на долгометражни филмови кои што прави Кирил Трајчев е тоа што оваа година имаме 50-50%, имаме 3 жени режисерки, и ова не беше секако на некој начин намерно направено, но имавме 3 извонредни филмови од Колумбија, од Чиле и од Јапонија на жени режисерки кои што навистина ја поканува македонската публика да дојде и да ги открие. За прв пат имаат можност и единствена можност веројатно да ги погледнат, затоа што за жал овие филмови доаѓаат не во киносалите најчесто, но доаѓаат на артхаус филмските фестивали. И еден од овие 6 филмови ќе добие Златен був од жирито. Еве да го спомнам и жирито. Да. Жирито е составено обично со професори истражувачи од оваа област. Оваа година ќе биде тука професор Луис Мартин Ариес, кој што е реномиран професор од Ваљадолид, од Шпанија, кој што работи со неделата на филмска на филмска критика во Ваљадолид. Тука е Нил Кенеди од Ирска, кој што е наш колега, кој што работи на Делес, и кој што истражува врската меѓу литературата и филмот, и нашата почитувана професорка Елизабета Шелева. Тоа е во долгометражното жири, а во краткометражното жири имаме 2 имиња од нашата македонска сцена, кои што се надам публиката ги знае. Едната е Ана Јакимска, нашата режисерка која што во моментот е во Велика Британија, и Ивана Мирчевска, која што е уметница и која што работи во областа на видеоесеот и на инсталацијата или перформансот, и која што ќе биде заедно со Том Докал, филмски критичар од Луксембург, третиот член на жирито, кој што ќе ги оценува 15 филмови во краткометражната селекција. Прекрасно, одлично. Во скопа на фестивалот ќе има работилници за млади со доктор Атанас Чуповски во рамките на самиот фестивал, наменето за најмладите кои што се заинтересирани за естетика на филмскиот јазик на возраст од 17 до 19 години. Треба некако посебно да се пријават учесниците или? Да, ова се дел од оние работилници кои што се во подготвителниот период за фестивалот, и обично ние веќе почнуваме април и во текот на мај имаме голем број на активности покрај конференцијата и со едукативната програма. Значи работилниците во момент веќе се на својот крај, и групата која што работи со професорот Чуповски веќе ги заокружува овие заеднички истражувања на естетиката на филмскиот јазик, но покрај работилниците за млади ги имаме и средношколската видеолектира оваа година во соработка со Шпанската амбасада и еден од култните филмови од шпанската кинематографија Духот на улиштето на Ерисе. Но исто така и овој сегмент Филмософија со деца, како што напоменавте, токму за најмладите, кој што само што заврши, кој што беше околу еден јапонски анимиран филм
која истражува токму врската меѓу имагинацијата и емпатијата. И тоа е оној простор, значи филозофскиот филмски фестивал покрај она што е главната програма и тоа што ќе случува од 2 до 9, зашто ја покануваме публиката, има голем број на други активности, издавачки проекти на кои што работи преку целата година, така што една убава приказна која што се развива. Едукативната програма е само еден дел или еден столб од неа. Одлично. Мислам дека се спомнавме. Ако нешто пропуштивме, слободно на дополнете. Во секој случај, успешно издание ви посакувам и оваа година да има многу голема посетеност. Еве апел и до гледачите, една покана секако да присуствуваат од 2 до 9 јуни на различни локации низ Скопје, ќе имаат можност да погледнат навистина феноменални убави филмови. Да, се надеваме дека ќе уживаат во она што им го подготвивме и оваа година и се гледаме од 2 до 9 јуни. А почитувани гледачи, вие бидете тука за многу кратко, ќе продолжиме во неделниот микс.